Добро вечер. Минути за најновите информации од културата. Штип доби джез оркестар. Познати штипски музичари и ентузијасти го формираа оркестарот Астибо Биг Бенд, во кој ќе музицираат повеќе од 10 музичари. Првиот концерт се очекува да биде на светскиот ден на джез музиката, односно на 30 април. Освен странски джез композиции, ќе се интерпретираат и македонски шлагери. Центарот на истокот, градот во кој е изведена првата опера во државата, доби и джез оркестар. Познати штипски музичари и ентузијасти го формираа оркестарот Астибо Биг Бенд. Со проби ќе започнат наскоро, а првиот концерт се очекува да биде на светскиот ден на джез музиката, односно на 30 април. Според планот се предвидува годишно да имат од 2 до 3 концерти. Во текст сме со правење на програмата, на годишна програма, на финансов план за целата година. Имаме денови во Штип конкретно, каде што може да настапуваме. Еве, најблизу ни е денот, и тоа ден на джезот, 30 април, ако не грешам. И се надевам дека тогаш и ќе ни биде првиот концерт. Се надевам, ќе бидете благовремено и известени, сега да не давам лажна надеж, пошто ќе повторам, процесот не е едноставен. Почнуваме со проба, се надевам во наредните 2 недели. Во ансамблот ќе музицираат повеќе од 10 музичари кои се поделени во 4 секции, односно саксафон, труби, тромбони и ритам секција. Оркестарот ќе понуди богат репертоар. Освен странски джез композиции, ќе се интерпретираат и шлагери, кои оставиле траен белег на македонската музичка сцена. Почнуваме со странски джез и оној джез кој е прифатлив за целата публика. Ќе почнеме со тој дел. Не ги исклучуваме македонските популарни жанрови. Се надеваме дека ќе дојдеме и до аранжмани, некои помодерни од тој тип. Меѓутоа ќе бидеме фокусирани на джезот, пошто целта на Биг Бендот е джез музиката. Сепак, покрај силниот ентузијазам, потребно е финансиска и логистичка подршка, како од Министерството за култура, така и од локалната самоуправа, објаснува Кавраков. Има многу финеси кои мора да се решат. Прво од финансиски план, не би сакал да тие музичари да настапуваат туку така, туку да остане за овие генерации, за наредните генерации, па макар и да еден ден ако успееме со подршка од општините и Министерство за култура, да ова стане една институција каде што ќе можат и музичарите кои дипломираат да можат да се вработат. Имено Штип како град е пионери во формирањето на првиот Биг Бенд оркестар во државата, кој уште во 1958 година почнал да функционира во рамки на културно-уметничкото друштво Македонка. По повод раѓањето на Гоце Делчев, 4 февруари, локалната библиотека Гоце Делчев од Велес распиша награден литературен конкурс за поетска или прозна творба на тема Моќта на книгата. Конкурсот ќе биде отворен до 29 јануари. На конкурсот во 2 категории можат да учествуваат ученици од 6 до 9 оделение од основните училишта од општина Велес и општина Градско. И во втората категорија е наменет за средношколци од овие 2 општини. Литературните творби треба да се напишани на литературен македонски јазик. Поетските творби треба да бидат до 16 стиха, а прозните од 250 до 300 реда. Наградите ќе бидат доделени на 4 февруари во просториите на библиотеката. Современата представа Ученикот, работена по текстот Маченик од германскиот автор Мариус фон Маербург, ја имаше својата премиера во Прилепскиот народен театар Војдан Чернодрински. Станува збор за современ драмски текст кој преку кратки сцени со филмски јазик ги прикажува современите предизвици на младата генерација. Деталите за представата од колешката Каролина Дурло.
Современата представа Ученикот, работена по текстот Маченик од германскиот автор Мариус фон Маербург, во изведба на Прилепскиот народен театар Војдан Чернодрински, а во режија на Кирил Петрески, пред Нова година ја имаше својата премиера, која наиде на силни овации кај прилепската публика. Станува збор за современ драмски текст, кој преку кратки сцени со филмски јазик ги прикажува современите предизвици на младата генерација, но и проблемите кои сите нас не тангираат. Тоа се предизвиците и опасностите од разни екстремности, дали тоа биле политички, религиозни, економски и така натаму. И со кои што во драмскиот текст еден млад човек се сретнува и како тој се бори или како тој е обземен од нив. Значи, ова не е смешна представа, ова не е стендап или комедија или... Ова е представа, мрачна представа. Значи, за, како што кажа, проблемите што се соочуваме, значи, со нашите деца, тие што имаат деца нормално, со образовниот систем, со религијата, за погрешно протолкување на нештата, колку е тенка таа граница меѓу нештата. Во представата играат 8 актери, а од нив дури 5 се млади, кои и според режисерот Петрески, но и според нивниот повозрасен колега, актерот Зоран Ивановски, се новиот модерен бран, театарски уметници, кои треба да го повлечат напред не само Прилепскиот театар, туку и сите театри во земјава. Се надевам дека утре вечер ќе уживате во представата, ќе отвори некои нови размислувања и ќе разговараме после премиерата. Како беше чувство да се работи со овие млади луѓе, со едно тоа што е елементот се новиот бран? Чувството беше примат, разбираат, сакаат да се работуваат. Сакаат да соработуваат секако и одва и чекаат, предпоставувам, и знам, уствари, дека да почнат да творат, да завршат со студирањето и да почнат да го кажат своето мислење, се надевам, во иднина. Вакво нешто ми се нема случено во некоја си 20 и нешто години актерска кариера. Толку позитивно, толку сложено, едноставно во исто време, ама чисто. Значи, овие 5 души ми ја вратија волјата и желбата за да сакам да творам, како што јас знам, да сакам да идам на работа и да сакам да се изразам најискрено како што јас знам. Инаку, представата Ученикот е третата представа на Народниот театар Војдан Чернодрински, која во 2024 година беше финансирана со пари од Министерството за култура. Во представата играат Зоран Ивановски, Марија Спирковска-Илиевска, Александар Тодески, Лора Штарго, Наум Ѓоргиевски, Димитар Пасковски, Марија Талеска и Иво Јездич. Сценографијата и плакатот се на Владо Ѓорески, костимите на Александар Джинго, а музиката на Серафим Чернит. Унгарски истражувачи го истражуваа македонскиот обичај џоломари. Целта на теренската работа беше да ги наблюдуваат и истражуваат македонските традиционални, зимски, машки, обредни поворки. Резултатите од истражувањето ќе бидат објавени во бројни публикации, вклучувајќи илустрирана англиска публикација и научни трудови во реномирани списанија. Станува збор за истражувачи студенти на докторски студии при Универзитетот во Дебрецин, кои биле во посета на Македонија од 10 до 15 јануари. И со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.